Колега Костовски, не само овој буџет, секоја година приносење на секој буџет во изминативе години, проектирате и предвидувате, но од тоа ваше ќе реализираме и ќе работиме, нема ништо кога сето тоа треба да се реализира следната година, затоа што со првиот ребаланс, а тој ќе биде многу брзо, затоа што овие проекции на буџетот ви се тотално погрешни, овие средства ќе ги пренамените таму каде што ќе им одговара на владата и на премиерот, и така и од овој петти буџет граѓаните ништо нема да видат и да почувствуваат. Затоа економијата ви е катастрофа, имаме зголемување на инфлацијата на дневно ниво, имаме зголемување на сиромаштијата, потрошувачката кошница за месец октомври изнесува 34.584 денари и бележи раст за 200 денари само за еден месец. Земјоделието исто така е во лоша состојба, земјоделците не можат да го продадат тоа што го произведиле по реални откупни цени, затоа што им се нудат или им се откупува родот по нереални цени. Во овој буџет се кратат пари за земјоделците, за да може власта да вработува партиски кадри во Министерството за земјоделие, бидејќи ставката 401 плати е зголемена за 10%, а ставката 427 привремени вработувања е зголемена за 20%. Ете таму одат парите, почитуван колега, од буџетот, а не кај земјоделците. Енергетиката, да не ја спомнувам воопшто, во овој буџет нема средства за тоа, и тоа што го спомнавте околу енергетиката и тие проекти што се проекти се предвидени да се реализираат со заеми. Ги спомнавте капиталните инвестиции кои ви се тотално погрешно и нереално проектирани во овој буџет во износ од 615 милиони евра, што е зголемување за 27% во однос на минатата година 2021. Нереални се затоа што ако ја погледнеме тековнава година и првите 3 квартали од оваа година, во кој што реализацијата треба да биде 75%, а ако видиме колку се реализирани до сега, ќе видиме дека се реализирани 47,6% или нешто повеќе од 200 милиони евра. Па како, почитуван колега Костовски, вие во наредната година предвидувате дека ќе реализирате 615 милиони евра, или реализацијата ќе е исто како автопатот Кичево Охрид што го спомнавте, кој што 5 години тапка во место. Затоа, почитуван колега, не добиваме датум ние за почеток на преговорите. Помина 14-ти, ќе помине и денеска 15-ти, но од датум нема ништо. И нема да има се додека на власт е оваа криминална влада, затоа што датум за преговори се добива со работа и со подобрување на условите за живот на своите граѓани, а не со киднапирање на пратеници и со распродавање на